се наоѓаме во просториите на Националниот установ Центар за култура Никола Јанков Вапцаров од Делчево. Имаме чест да зборуваме со директорот на институцијата Златко Начовски, кој што ќе ни раскаже за дел од неговите активности, дел од тековните проекти и она што следува како најава за наредниот период од активности. Директоре, добар ден. Добар ден. Пред околу една година сте директор на назначената културна институција во Делчево, па можеби и пошироко во регионот. Кажете ми што е сработено во изминатиот период од ваша страна како директор? Како што кажавте, на оваа функција сум веќе една година директор. Во периодот од кога дојдов, стапив на функцијата директор на Националниот установ Центар за култура Никола Јанков Вапцаров од Делчево, сработивме доста. Ја зголемивме понудата на квалитетни културни настани од сите дејности кои што се застапени во Центарот за култура, се со цел нашите сограѓани да имаат квалитетна културна понуда. Ќе кажам, односно ќе го издвојам проектот кој што го работиме заедно со општина Делчево, односно културно-туристички информатор, кој што ни е во финална фаза. Ќе кажам конкретно за овој проект дека има за цел да ја направи културно-туристичката понуда во Делчево достапна и видлива за нашите сограѓани и туристите кои што доаѓаат во Делчево. Исто така овде ќе го истакнам и проектот за спомен дом на Разлогачко востание, кој што и тоа е во финална фаза, малку подоцна ќе кажеме нешто повеќе за него. Во изминатиот период евидентни се раздвиженост на културната сцена во Делчево, вклучително и околу понудата на филмски хитови кои што се забележливи во киносалата во Делчево, како со фолклорната група, меѓутоа и да кажеме знаеме дека развивате и театарска дејност што претходно на некој начин беше запоставено. Кажете ми околу дејностите како се одвиваат тековните работи, на кој начин да кажеме има ли простор за подобрување на вашите тековни активности во дејностите што ви се назначени според статут? Така. Значи се разбира дека има простор за подобрување, секогаш се може повеќе, така да конкретно за драмската дејност, тоа е нешто што претходно го немавме во Центарот за култура. Еве, значи сега разработивме некој концепт за развивање и нова дејност во нашата установа. Од неодамна имавме и конкурс за прием на членови, со кој што наш соработник овде во установата ќе работи со тие пријавени учесници, поголемиот дел ученици, и се надевам дека во скора иднина да кажеме дека и ќе имаме некоја представа. Се разбира, тоа е тој драмски аматеризам со кој што започнуваме. Што се однесува до другите дејности кои што се застапени литературна, фолклорна, музичко-сценска, ликовна дејност, се трудиме, значи, заедно со моите колеги да го подобриме, да ги подобриме сите тие дејности, да имаме што повеќе и поквалитетни, се разбира, настани, така да мислам дека и во оваа година мислам дека нашите сограѓани делчевчани има што да видат. Како што кажав и пред малку, секогаш може и подобро и повеќе, така да ќе настојуваме во таа насока да одиме. Овде сте во функција на директор, меѓутоа и вие сте човек кој што долги години работи во културата. Кажете ми какви се вашите впечатоци во однос на соработката со вашите колеги овде во институцијата, кои што се како постојни вработени ги имате затекнато овде во оваа институција? Така. Значи, соработката е добра. Секој, настојувам да им го кажам тоа, дека секој еден спрема друг треба да имаат почитување. Почита еден спрема друг ќе придонесе за една пријатна работна атмосфера. Што има пријатна работна атмосфера, ќе има и резултат. Така да, значи, настојуваме да ги подобриме работите, да се подобрат сите дејности, како што кажав, за да се со цел им дадеме на нашите сограѓани квалитетна културна понуда. За возврат очекуваме, се разбира,
да бидат посетени настаните, бидејќи публиката е дел од овие културни настани, без кои ако нема публика, значи би немало ни културни настани. Во изминатиот период работевте на измена на вашиот статут на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Кажете ми нешто повеќе за какви измени станува збор? Да, во 2025 година работевме на измена на статутот на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Покрај техничките забелешки од страна на Министерството за култура, кои што беа поправени, конкретно имавме една важна измена односно дополнување на статутот на Националната установа. Конкретно се работи за музејска дејност. Ќе кажам збор два за овој дел. Значи, мора да го вметнеме тоа дополнување во статутот, се со цел да можеме да ја развиваме и музејската дејност како составен дел од Центарот за култура. Ние веќе во Разловци разработуваме една историска поставка која што треба да биде дел од спомендомот. Со тоа се поставува, значи, веќе и музејската дејност како составен дел од Центарот за култура, а исто така и музеот кој што е во состав на општина Делчево, значи треба, сме во процедура да биде во состав на Центарот за култура, односно археолошката и етнолошката збирка, кои што се составен дел од тој музеј, ги ставиме во состав на Центарот за култура и да ја преземеме грижата за нив ние, се со цел музеот да биде пак отворен за посетители, бидејќи во моментот значи не е функционален. Така, во моментот како Министерство за култура и туризам, Национален конзерваторски центар од Скопје и вие како Национална установа од Делчево работите на би рекол на деценијски проект за реконструкција на спомендомот на разлогачкото востанје. Накратко, кажете ми кратка генеза за тоа како дојде до реализација на овој значаен проект. Значи 2025 година го организиравме одбележувањето, Центарот на култура го одбележува одбележувањето на годишнината од Разлогачко востание, 149 години беше лани. На тоа одбележување беше присутен и премиерот на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски, каде што од страна на сегашниот градоначалник на општина Делчево, Иван Гоцевски, му беше презентирано и на лице место ја увиде состојбата во која што се наоѓа спомендомот на Разлогачкото востание, така што мислам дека патот кон обновата на овој значаен објект за не само за општина Делчево, Разловци, туку за цела Македонија, бидејќи е веќе прогласен за значајно културно наследство и е символ на македонската борба за правда и за своја држава, од каде што почнува националното единство на македонците и борбата за македонска држава, како што кажав, значи да добие силна поддршка од премиерот на Република Македонија, со поддршка од Министерството за култура и туризам, за да биде веќе сега во фаза на реконструкција, каде што активно се работи и каде што се надеваме дека најголемиот дел од работите ќе бидат завршени до одбележување на 150 години Разлогачко востание, кој што веќе е закажано за 18 и 19 мај во село Разловци. Кажете ми која е вашата улога како институција, па е и како директор во реализацијата на овој значаен капитален проект? Да, ќе напоменам дека градежните работи, односно конзерваторско-реставраторските работи ги извршува Националниот конзерваторски центар од Скопје, кои што се задолжени за, односно имаат ингеренција за ваков тип на објекти кои што се заштитени како културно наследство, додека нашата установа како проект поддржан од Министерството за култура и туризам доби задача да го уреди натрешниот простор, односно да го снабдиме со
столчиња, со канцелариски мебел, со витрини кои што ќе бидат потребни за поставување на поставката и за самата поставка. Односно, ангажиравме стручни лица кои што имаат за задача да направат концепција и да ставиме во функција една историска поставка која што ќе биде посветена на Разловечкото востание. Кажете ми, го спомнавте конзерваторскиот центар, дали некои други институции има вклучено во реализацијата на овој проект? Значи, како соработка, да кажем, и со општина Делчево, со градоначалникот на општина Делчево? Да, како што кажав и претходно, значи соработката со општина Делчево и поддршката од општина Делчево за овој проект е голема и благодарение на поддршката од општина Делчево, на поддршката од Министерството за култура, на поддршката од владата на Република Македонија, проектот веќе е во финална фаза и ќе биде, како што реков, во најголем дел завршен за одбележување на 150 години на Разловечко востание. Покрај Националниот конзерваторски центар, кој што директно ги изведува градежните работи на објектот, и Центарот за култура, се разбира дека имаме вклучено и лица од други институции кои што на било кој начин може да помогнат во самата реализација. Во тек се активности и подготовки за самата манифестација и за настаните кои што ќе следуваат за одбележување на 150 годишнина на Разловечко востание. Кажете ми нешто по накратко за програмата и вашиот дел на вклученост во самата програма. Така. Значи, Центарот за култура е во активна комуникација со општина Делчево, која што ја презема организацијата за самиот настан, и сме директно вклучени во сите, во целата организација, односно во сите случувања кои што треба да бидат за ова одбележување, за овој значаен голем јубилеј, 150 години Разловечко востание. Така да, по-конкретно, ќе кажам дека, покрај сите други работи во кои што сме вклучени, имаме и конкретно задача да организираме научна трибина посветена на Разловечко востание. Значи, работи поврзани со самата организација за традиционалниот ручек на кој што треба да се случи во дворот на црквата во село Разловци, во организација на пречек на делегации и гости кои што ќе бидат присутни на самиот настан, бидејќи знаеме дека се предвидени да дојдат делегации од неколку министерства, делегации од странство, од институции и слично, така да настанот ќе биде доста голем. Нема веќе да биде чествување од локален карактер, значи се креве на едно високо ниво, кој што ќе биде во иднина од национален карактер. И Делчево, Разловци и Македонија треба да бидеме горди на сето тоа. За крај, еве, ваша порака до граѓаните на општина Делчево, за сите оние љубители на вашата дејност, односно културата, некоја кратка порака која што сака да ја обронете како до јавност. Така, јас и претходно апелирав нашите сограѓани да ни даваат поддршка на настаните кои што ги организираме, бидејќи ги организираме за да имаат тие квалитетна културна понуда, и тоа е, ќе кажам, ветер во грб за нас, доколку гледаме дека има посветеност, дека ние се трудиме многу повеќе во тој дел да им обезбедиме квалитетна културна програма. Сакам исто така да ги поканам и на настанот кој што следи, како што кажав, 150 години Разловечко востание на 18 и 19 мај да бидат, да ги посетуваат настаниви кои што се планирани со овој јубилеј, да бидат на 19 мај во село Разловци, да дадат поддршка, како што кажам, за настан кој што веќе се креве на едно високо ниво и кој што веќе не е од локален карактер, туку станува чествување од национален карактер, и едноставно да го почувствуваат духот на самата
манифестација која што во иднина реков ќе продолжиме заедно со општина Делчево, заедно со подршка од Министерството за култура и туризам, од владата на Република Македонија, да го подигнуваме на едно повисоко ниво од она што до сега беше. Ви благодарам многу. Ви благодарам и на вас.